Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. На гинеколошко-акушерското оделение во гостиварската болница нема доволно лекари. Половината се пензионирани, сега работат само 4 лекари. Граѓаните да се вакцинираат, а во процесот на лекување навремено да ги пријавуваат симптомите, апелираат лекарите. Отпадот во речните води и криволовството се опасност за рибниот фонд. Спортските здруженија апелираат на посовесно однесување и ловење со дозволи. На гинеколошко-акушерското оделение во гостиварската болница нема доволно лекари. Половина од гинеколозите се пензионираа и сега целата грижа за пациентките, породувањата и оперативните зафати ги прават 4 лекари. Алармантен недостиг на лекари специјалисти на гинеколошко-акушерското одделение во болницата во Гостивар. Бројот на гинеколози се преполови, откако 4 изминатиот период се пензионираа. Останаа само 4 доктори, во чии раце е целата професионална грижа за пациентките, породувањата како и оперативните зафати. Тие се приморани да продолжуваат со работа и по 24-часовно дежурство. Сега скоро 20 гинеколози, доктор Јамин Ајдар и Сеара Селмани, се пенсионира, така што бројката од 6 гинеколози, а во текот на 2021 уште 20 други гинеколози претходно ни се пенсионира, тоа доктор Ацо и доктор Фадил. Ние од 8 гинеколози, еве годината ја почнуваме со 4, тоа е намалување за 50% од капацитетот, нашиот капацитет на работа е намалено. Не е намалено напливот на пациентите, е намалено капацитетот на самите доктори. Значи, сета таа работа што ја вршеа 8 доктори сега паѓа во грбот на 4. Се мачиме да се покриваме еден со друг. Дежурниот кој бил 24 сати треба да се оди дома, тој останува. За моментот еве дежурниот лекар го задржувам елбите да нема некоја операција, а тој треба да е дома. Лекарот што е дежурен треба да доаѓа, зашто утре ќе продолжи осмената и организацијата. Ние се мачиме со сетни сили да успееме нешто да организираме. Колку ќе трае оваа работа, не можам да кажам. Состојбата е загрижувачка дотолку повеќе што за да се едуцира и изгради подготвен гинеколог потребни се повеќе години. Го запрашавме доктор Јакупи, каде го гледа трајното решение на проблемот. Јас сум веќе ова можеби е 10-та и не знам која година што алармирам дека кадрите требаше да се подготвуваат уште порано. Значи не се создава специјалист преку ноќ, него треба 5 години специјализација, па 1-2 години тој да се уклопи во работата, да придобива самочувство за самостојна работа. Тие работи и сум ги кажал и во Скопје и милион пати и во министерството, но као да никој не ги слушаше или пак никој не води сметка околу тоа. Сега како да се реши, не гледам друго чајре, освен ако не се направи тоа што се направи во Охрид, каде што се затвори педиатрија заради немање на педиатри, па Министерството принудно ги прати 20 педиатри од Скопје да покират, кои ќе седеле 10 дена, ќе спиеле. Колку е тоа решение и колку е изводливо. Болницата во Гостивар обслужува околу 200.000 пациенти. Освен на населението од Гостиварскиот регион, пружа медицински услуги и на граѓани од Кичево, Дебар, Мавроскиот крај и други места во регионот. Брзото ширење на новата омикрон варијанта ги зачести апелите на лекарите за почитување на заштитните мерки. Како најважна ја издвојуваат вакцинацијата, но сметаат и дека од голема важност во процесот на лекување представува и навременото пријавување на симптомите кај матичните доктори. Брзата трансмисија на новиот сој Омикрон доведе до ситуација кога се повеќе од новодиагностицираните случаи на COVID-19 ширум земјава се припишуваат на новата варијанта.
Во Тетово засега епидемиолошката состојба со коронавирусот е стабилна, сметаат лекарите, и покрај зголемениот број на инфицирани лица. Лекарите константно апелираат на почитување на заштитните мерки, со цел да не дојде до наплив на заразени и хоспитализирани пациенти, а со тоа и преоптоварување на болничките капацитети. Ние пак му речеме на граѓаните да видат уште, значи ништо не е баш што можеме да информираме дека ќе биде подобро и подошо. Не можеме така нешто да речеме, затоа да бидеме подготвени за се. Ние пак апелираме до граѓаните да бидат внимателни и во случај имаат симптоми на COVID да се обратат на матичниот лекар за понатамошно лекување. Лекарите потсетуваат дека навременото пријавување кај матичниот лекар на симптомите карактеристични за коронавирусот е од голема важност во процесот на лекување и секако апелираат и на вакцинација, како клучна мерка во борбата против COVID-19. Доктор Злате Мехмедовиќ вели дека пикот на омикрон варијантата во земјава се очекува да биде на почетокот од месец февруари и дека одлуката за продолжување на зимскиот распуст на учениците е соодветна со оглед на епидемиолошката слика во земјава. Тестирањата го диктираат бројот на ново диагностицирани позитивни случаи во државата. Мислам дека капацитетот кој што изнесува мислам дека максимално беше 11.000 тестирања, ќе може да ни дозволи да видиме пик на заразата кој што би можел да брои над 3.000, можеби 4.000 ново заразени. Во зависност од тоа колку ќе биде процентот на позитивни во пикот, се очекува да биде помеѓу 30 и 40%. Бидејќи таков беше сличен пикот и во останатите земји. Во Јужна Африка практично секој втор кој што беше диагностициран беше позитивен на омикрон варијантата и тоа значи дека 50% од сите што ги тестирате веќе се позитивни. Знаеме дека се наоѓаме во лоша епидемиолошка ситуација кога имаме голем број на ново заразени на дневно ниво. И тоа не можеше да не се пренесе и во училиштата. Сметам дека училиштата дополнително ќе го расеја вирусот помеѓу популацијата и дека ќе имавме уште поголеми бројки доколку започнеше училишната година, второто полугодие во редовниот термин. И сметам дека генералниот кризен штаб на ниво на влада донесе правилна одлука со тоа што реши да го одложи тој почеток на учебната година на второто полугодие за некои 2 недели. Очекувам до периодот од 2 февруари, 1 февруари нели да ја следиме активно состојбата и да видиме како ќе се одвива епидемијата и дали ќе постојат услови и тогаш за одвивање на настава со физичко присуство на ученици. Отпадот во речните води и криволовството представуваат опасност за рибниот фонд. Спортските здруженија апелираат на посовесно однесување и ловење со дозволи. Отпадот кој се фрла во реките прави огромни штети на рибниот фонд. Речиси сите видови риба, особено пастрмката, бара чиста вода, вели Спасе Симјановски од Сдруженијето Риболовец Вардар од Брвеница, кој е концесионер на водните површини во реонот Вардар 2. Симјановски вели дека низ годините овој проблем е доста чест, така што апелира на совесно однесување кај сите граѓани. Има оштетување тој фонд затоа што самата риба има, поготово што е овој дел со пастрмката, потреба од чиста вода. И со самото загадување на водата се намалува и се оштетува. Настојуваме да влијаеме на првенствено на нашите рибари кои се почесто на теренот, да они совесно и одговорно се однесуваат, да они не ја прават таа грешка што ја прават другите граѓани и да влијаат со нивното присуство кога приметуваат такви работи, да дадат опомена на тие луѓе, да го известат рибочуварот. Рибниот фонд се уништува и со криволовство, особено во периодот на мрестење на рибите, вели Борче Коруновски од рибарската контрола на Сдруженијето. При контролите кои биле извршени минатата година, било забележано зачестено ловење со мрежи. Несовесно ловат строго забранет риболов со мрежи, со агрегати и така натаму и така натаму. Ако е ловокрадец, тој фаќа риба која е во време на мрестење, а таа риба има од 1000 до 2000 икри, значи моментално го уништува рибниот фонд. Значи тоа е многу катастрофално. Ваквите проблематики ја наметнуваат и неопходноста од почесто порибување. Сдруженијето во водите во Брвенечкиот регион пушти 50 кг подмладок на речна пастрмка.
До крајот на следната недела ќе се задржи студено време и ниски температури, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Снежните врнежи ќе престанат, а следува период на температури под нулата. Утринските температури на многу места ќе се спуштаат околу минус 10 степени, во полошкиот регион очекуваме да се спуштаат и под минус 10 степени, додека дневната температура ќе биде околу нулата. Поради ниските температури во следните денови се очекува и појава на голомразица. Повремено ќе има големување на облачноста со услови за провејување на сосем слаб снег, претежно во ниските подрачја и во вечерните часови. Пронајдено оружје и бела прашкаста материја при извршени претреси кај лица од Тетовски порој. Следуваат деталите од секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 16 часот и 15 минути до 18 часот и 50 минути со судски наредби извршија претреси во домовите на 24 годишник и неговиот 27 годишен роднина во Тетовски порој. При тоа во домот на 27 годишникот пронајдени се 3 парчиња огнено оружје, 2 ловечки пушки, од кои една од американско производство и хеклер, над 170 куршуми од различен калибар, елек, футрола, ремени 13 пакувања со остатоци од бела прашкаста материја. Тој е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово. По целосно расчистување на случајот во консултација и координација со јавен обвинител, во текот на денешниот ден со соодветен поднесок ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Исто така во изминатото деноноќе е регистриран запален оджак во Тетовска Брвеница, а е локализиран по интервенција на територијалната противпожарна единица Тетово. Женскиот фудбалски клуб Љуботен ги започна подготовките за продолжението од сезоната. Тетовскиот клуб доведе 2 нови засилувања и ќе биде предводен од нов тренер во пролетниот дел. Женскиот фудбалски клуб Љуботен во снежни услови ги започна подготовките за пролетниот дел од сезоната. Амбициите остануваат исти како и претходно. Освојување на шампионската титула и токму поради тоа ангажирани се 2 нови засилувања како и нов тренер. Се засиливме со два играча нови, едната е интернационалка, ни доаѓа од Бразил. Има настапувано во најквалитетната бразилска лига, исто така и во втората по ранг. И втората е нашата македонска репрезентативка Александра Марковска, ни доаѓа од ЖФК Скопје, една од најдобрите играчи во средниот ред според многумина. Тие се двата новитети што се пристапени. Во моментов клубот има новост од тоа што во клубот повеќе не е шеф на стручен штаб Сузана Сирадиновска. Во моментов клубот ќе работи под покровителство, под палката на тројцата тренери, Дејан Савевски, Ивица Радонич и Филип Павловски како фитнес тренер, кондиционен тренер во клубот. Исто така, во моментот во потрага по странски клуб е Јурија Живич, во моментот не е на подготовки и она е во барање на странски ангажман во меѓународно. Есенскиот дел од првенството го завршивте со 1 бод за станување позади лидерот Тиверија. Кои се очекувањата од пролетниот дел воедно и амбициите на клубот? Со оглед на тоа што се засилуваме адекватно на позициите каде што бевме шкртливи, да не речем во минатата полусезона, адекватно се засиливме, се надеваме дека со овие 2 засилувања ќе атакуваме на шампионската титула и тој бод минус ќе го направиме барем во бод плюс на крајот на сезоната. Подготовките ќе се одвиваат во Тетово и на Попова шапка, а закажани се и првите контролни надпревари против лидерот на прволигашката табела Тиверија од Струмица и шампионот на Косово, екипата на Митровица. Веќе стартувавме со припремите за пролетниот дел во средата на Водици, на големиот празник. Денеска гледате условите се малку зимски. Планот е првата фаза од подготовките да ги поминеме на Попова шапка, веќе во понеделник се качуваме горе. Таму имаме план да одработиме базични припреми. Потоа, доколку дозволуваат условите, вториот дел од припремите планираме да се спуштиме во Тетово. Секако, ако биде снежно времето, ќе бараме алтернатива некаде на други места. Во вториот дел очекуваме
договорени се веќе да одиграме и контролни надпревари. Првата контролна ни е на 5 февруари со екипата на Тиверија. Веќе на 12 играме со шампионот на Косово Митровица. Така да во тимот имаме веќе 2 заселувања за овој пролетен дел. Очекувам да се воиграме и како што се амбициите на клубот да ја освоиме шампионската титула годинава. Македонската репрезентативка Александра Марковска, која во продолжение од сезоната ќе настапува за Љуботен, очекува дека со добри подготовки и во игрување на екипата можат да стигнат до трофејот од првенството на Македонија. Добро да се спремиме со добра подготовка. Сега тука неколку дена во Тетово, посебно припремите 7-дневните припреми на Попова шапка. Добро да се припремиме и да не следи добро здравје за иако заостануваме еден бод, мислам дека имаме шанси за да освоиме шампионска титула. Со добра работа и имаме одлична екипа, мислам дека имаме шанси за да освоиме шампионска титула оваа година и титулата оваа година да дојде во Тетово. Пролетниот дел од првата женска фудбалска лига на Македонија ќе започне во последниот викенд од месец февруари, односно на 26 и 27. Во првото пролетно, односно 12-то коло, на програмата ќе биде тетовското дерби помеѓу Љуботен и Шкендија. Почитувани, тука е крајот на регионалните вести, ви благодариме на вниманието. Имајте пријатен викенд.